Здраво на сите, како сте добри? Знам дека ме немаше некое време и ми се исподесија некои работи, живеев во кола, се запишав на колеж, па влегов во станот да живеам сега и викам ајде ќе продолжам ќе можам сега да правам нели конечно нови видеа кои ќе бидат така малку по некакви теми и ќе бидат повеќе онака фристайл токен, онака нема премногу да се замарам за дали некој видео е гледано или не е гледано, чисто онака некои теми што се во мене, сакам да ги извадам од мене, што се вика, да се исповедам за нив што и да е и никако да споделам некои мудрости или нешто што сметам дека некој од вас ќе му потреба и ќе научи нешто ново. Океј, значи фристайл токен, океј. Оваа тема е за кои работи ни излажаа додека растевме, нели? Сите ние како деца ни биле нели кажувани многу лаги со цел да не смират, да не држат под контрола, нели нашите родители, нашите роднини и така натаму. И некако кога се сеќавам еден ден кога се враќав од Нью Йорк, бев таму, и се враќав во Скопје и некако тој ден кога се вратив во Скопје, нека како ми света некоја сјаличка, како викам, чекај бе, што сум правил до сега, нека што сум живеел, кои работи ги имам дел од мојот систем на верување, нели? Белив систем. И се фатив дека треба тотално да се преиспитам себе си, да видам кои работи ми требаат, кои работи не ми требаат веќе како возрастен, нели? Што нека да продолжам веќе да живеам со тие лаги што сум ги живеел до сега, нели? До тогаш, уствари. И кога сме мали деца, нашата индивидуалност има многу мал простор за растење и за себе анализа и генерално се препуштаме на се она што не воспитувале другите и најчесто тоа е многу погрешен начин. И за жал имам приметено како некои луѓе се уште продолжуваат да живеат по таа истата матрица и некако тоа станува дел од нивната реалност, од нивното секојдневие, они не застануваат да се преиспитаат, чекаме дали овој начин на кој ја живеам сега, дали е во ред, дали е нешто што е јас, нешто што е нешто што мене ми треба, нели? И некој од нас, па како нас, како мене и вас, како ја и ти, почнуваме да се преиспитаме себе си, некои работи што ни излажаа како мали и сметаме дека сега е вистинското време онака да ги дебатираме во ова видео и да видиме дали стварно држат вода. Ова ќе биде интересно, бидејќи и сакам и вие да коментирате доле во видеото колку да ви има, 5 души, 10, 15, 50, колку да е, и да видиме и вас што ви излажале. Ова се сепак мои текови и да, баш ќе ми биде мило да го чуам и вашето мислење за ова. Океј, па за кои работи ни излажаа додека растевме. Значи, број 1, мораш да имаш што повеќе другарчиња. Никако не можам да сватам како наши родители или нешто не ставија у глава таа идеја дека мора да имаме што повеќе другарчиња, да се дружиме, 50 души, 100 души, колку и да е. Па ќе кажам, некој ќе рече тоа е погрешно, некој не, whatever, ја ќе кажам за мене што мислам, пошто сметам дека не мора нашата вредност да ја базираме врз основа на тоа со колку другарчиња се дружиме ние. Еве денеска да речем, ја имам само една пријателка и неам никој околу мене. Со моето семејство чат-пат ќе пишеме нешто и на колеж ќе се подружам некад у кантина со моите колеги и колешки, онака ќе се подружиме малку таму и тоа е тоа. Онака неам никој да ме бара за на кафе цело време. Уствари интересно е што на телефонот направив опција каде што никој не може да ме бара веќе, кога никој не може да ме се јави, пошто говорно санџар се ставив на сите и може само да ми пишат и ако одлучам ја да се чуем со нив, окей. Ако не, окей. Сватев дека многу е погрешно да децата да бидат форсирани да се дружат со други деца. Некои деца не се дружелюби. Например, ја многу пати го имам јадено онака за пријатели, многу пати ме повредувале и тоа све. Некако се викам, зошто ме ставиле у токав чош, толку многу луѓе, као немало потреба толку, тоа се многу различни карактери ставени во едно место. И една книга читав во Скопје кога бев, не знам како се викаше, уствари таму книгата вика дека родителите имаат
најмал удел во тоа во воспитувањето на децата. Туку всушност децата се воспитувани од нивните другари. Значи нивните другари стануваат нивни рол модел, стануваат нивно влијание во тоа и тие другарчиња уствари се имаат влијание од други родители, од други семејства, од други племиња што се вика и некако тоа дете која расти во толку многу друштво и тоа све, некако примаш од сите и твојата индивидуалност не доаѓа некако до израз, некако мораш да се прилагодиш кон тие други луѓе, да станеш дел од нив, тоа некако многу замара. Искрено мислам дека самите треба да си одбереме со колку сакаме да се дружиме, колку време сакаме да се дружиме со нив и да не бидеме форсирани да правиме нешто што не сакаме. Пијам чај од, мислам дека од портокал и од мед, со симет и онака толку смирува и онака си го правам топло и парејата онака дишам тука као епцена добро. Втората работа е, тука сум пишал дека не вредиш ако во школа не ти оди добро. Колку е тоа погрешно? Ја имав некое чувство кога растав, пример ќе добиев двојка или кет по некој предмет, нели? Поготово во мојот случај по повеќето предмети беа со многу лоша оценка и некако имам некое чувство дека не вредам, дека се осекав као гумно и некој таму, некоја професорка по некој си предмет, по некој лошо преведен учебник од некој друг јазик, мене ќе ми кажа дека ја не вредам и дека родителите, не знам, по некој ними сваќање повеќе да зборам, дека ако имаме лоши оценки во школа, дека ние генерално во животот не вредиме. И долго време онака ми требаше да сватам дека па добро бе, тоа не било толку лошо ако сум имал некои мои сваќања по другиот учебникот или пак не сум се согласувал со тоа или не би бил интересен предметот, не сум го обожавал, не ми лежал и некако као таа вредност да добиеме од нашите оценки, јас сум видел и другарчиња во школа каде што на чефрка онака плачеле као леле чефрка добиле и плачеле луѓе као некако тој притисок од родителите и од тој школскиот систем малку не ми е окей, сметам дека бевме излажани во тој дел, дека школата не може да биде мерило за тоа колку ние вредиме или колку сме ние паметни, интелигентни и така натаму. Што мислите за ова? Океј, ова број 3, пишав треба да завршиш факултет, па дури тогаш да почнеш да работиш, да заработуваш уствари. Тоа е исто многу погрешно, јас имам таа среќа што тука во Австралија некако има некој закон каде што можеш да работиш онака уште во како ептен мал, зборам као 14 години, 9 месеци или 15, така нешто беше, ти веќе можеш да работиш во маркет, во Макдоналд, во KFC, во кај било, да работиш ти уствари. Се сеќавам тогаш дека иако одев во школа, обично ти даваат скратено работно време, као casual, нели? И онака после школа фрлам ранецот, одам да работам 6 часа, ќе ми дадоа онака $6 од саат, не беше нешто многу, ама вау, на таа возраст имаш ти имаш пари твои, ти можеш да купиш јадење сноделе на кино и ќе купев патеки, примерно нешто облека со мои пари на таа возраст. Некако ти дава уште од најмали години што се вика, да почнеш да работиш и да имаш чувство некое за пари, штедење, инвестиција или нешто што и да е, нели? Друга работа сметам дека некако нели факултет обично 22 кога завршуваат, 23, 24 зависи, тоа е многу досна некако да почнеш да заработуваш тогаш да работиш. Ти треба уште во мојот случај кога би си го вратил времето назад, уште како 5-6 години онака што читам коментари, документарите што гледам од успешни луѓе што имам читано биографии, они уште од мали нозе на 5-6 години чепкале по нешто ке нивниот татко ако бил чевлар или пекара, гледам на YouTube ке видам некој девојче во Србија некаде и она е пекар, уште од мали нозе она е пекар. И ти дека од мали нозе си веќе таму што и да е некој знание што учиш или нешто, ти веќе помага дури да не се работуваш тогаш на таа возраст, нели 5-6 години, сепак имаш некое чувство дека нешто правиш, дека нешто, некоја вештина учиш. Тоа е многу многу корисно и на пример не кеш ти детето да ти биде товара на 18 како у Македонија тие македонските домаќинства,
Као дете во 18, 29, 26, уште дома седи тој, уште не се работува, уште некако ми нема поента тоа. Треба уште од најмали ноза да го имаш тоа чувство за реалниот свет, да, учи си, прави си, но и работи си онака во занајат или што е да, мислам дека тоа многу ќе користи кога ќе детево да бидеш по-развиен, да бидеш уште од помали ноза, да бидеш паметен, да имаш способност да заработиш пари, да знаеш во најмала рака како функционира вистинскиот свет на заработка на пари и така натаму. Сметам дека тоа ова е многу погрешно, да завршиш факултет, дури тогаш ќе бараш работа или ќе работиш или што и да е, немаш искуство. Многу е доцна тоа, не си влегол во вистинскиот свет. Не се учи вистинскиот свет на факултет или во школа, тие појма немаат, поготово тие професори, тие појма немаат, тие ништо не знаат. И еден професор или учителка ги учи на 30, 50 деца, со колку време таа има или тој да постигне со сите тие деца. Тоа е некако многу нереално за мене. Извинете, се возбудив многу, ама стварно темава ми е... Океј, продолжуваме понатаму. Драги гледачи, во емисија сте, значи нашите, број 4 е дека нашите родители знаат се. Некако имав чувство, бар во балканскиот менталитет, сметам дека нашите родители се поставуваат како, зборам во најголем дел, нели ова сепак генерално, се поставуваат на тој начин каде што знаат се. Као, знаеш, онака, ја како дете сум бил многу љубопитен и каде да сум одел вака по гости, знам што тогаш сум ги прашувал многу луѓе за многу работи. И некад ќе ми текне кога сум правил муабет со татко ми пример, некои работи не знаел да ми ги одговори и ќе одговори нешто сосема глупости, као ќе рече, абе добра, као не ме замари, знаеш. И сватив дека они не може да знаат се. И секако возрастен си го враќам филмот и сваќам дека они се, да, добри родители, направиле се што можеле за мене, за вас, на било кој, но у глобала они не знаат се. Не знаат за финанси, не знаат за здравје, да, они готват дома, пари стандард, нели ако заработуваш, трошиш сметки таму, но генерално не знаат некои суштински работи за финанси, здравје, храна, социјални односи и така натаму. Сметам дека треба нашето знаење да го надоградуваме и со други луѓе и на други места. Они не може да знаат се. И многу лошо што не признаваат они некои работи што не ги знаат и тоа е многу лошо за детево да не се развие во правилна насока. И некако сметам дека гордоста во балканскиот менталитет ги спречува да признаат дека некои работи стварно не ги знаат и дека они се, кога ги гледам вака денеска, они се тотално нормални луѓе. Веќе јас сум ја возрастен и како се гледам себе си како ранлив човек, нормален човек кој што не знае све, кој што треба уште многу да учи, никогаш не престануваш да учиш, нели? И некако им простувам за тоа што такви како што се, дека и они не знаат се, но сакам да кажам дека кога растеме имаме чувство дека они знаат се, пошто така, нели, како што реков, така се представија тие. Така да тоа е една од лагите дека нашите родители и не знаат се на светот. Така да, тоа. Океј, ова е број 5, дека постои сигурна работа. Океј, ја не сум бил вработен тамна, ама генерално не може да постои никоја сигурна работа. Каква е таа сигурна работа? По кои стандарди таа е сигурна работа? Ако ти не си добар на работа, ќе ти избркаат. Ако ти не се залагаш 100% на работа, ќе ти избркаат. Ја не знам, некои верувања кај нас, многу се нервирам кога ќе видам некои југословенски сваќања од порано, така им останале, као татко, ќерка, син таму вработени сите, као лабаво, полека, сигурно е, не те бркаат, ти си, не знам, на договор, вамо, таму. Тоа е премногу пасивно и тоа мислам дека и самиот човек си наштетува сам на себе што седи во такво обкружување што е нели заштитено од државата, од партијата или поима немам, и некако тие луѓе ги имам приметено кога ќе се пуштат во вистинскиот свет, не знаат како со вистинскиот свет, пошто биле во сигурна работа, биле многу лошо тоа, некако се менуваат многу работи сега со висока интелигенција, треба да се надоградуваме ние цело време, дека нема една сигурна работа, дека треба да научиме повеќе вештини, да имаме повеќе знаења од повеќе области за ние да функционираме во денешниот свет. Не може да се подпираме на нешто што
функционирало пред 50 години као сигурна работа, таа е, кликаш денеска цел ден, што пополнуваш тамо на шалтер или што и да е, и тоа е тоа. Многу погрешно сваќање и не постои сигурна работа, може да ти избркаат во еден ден, ако нешто им кликне у главата, или ако нешто им те погледне на криво или ти нив, леташ као, мислам дека тоа не ти е никаква гаранција во животот дека може да имаш сигурна работа или сигурен бизнис, цело време треба да си чекор 2 понапред од конкуренцијата за да можеш да опстанеш во овој свет. Вау! Мислам дека Брус Ли го има кажано ова, да. Вау, топ. Друга работа која некако се осеќам измамен и некако како возрастен го сфатив дури сега е дека треба да одиш на одмор 2-3 пати годишно по 10 дена. Не можам да сватам поголема глупост од тоа. Бара за мене ќе кажам, нели, не знам дека никој 100% нема да се согласи со мене. Како можеш да одиш 2-3 пати на одмор по 10 дена? Као што ќе правиш на одмор? Некако ми нема поента од што се одмараш ти? Од што бегаш ти? Знаеш, нека како escape го гледаат некои тоа, како бегство од нешто. Јас стварно туку уживам во секојдневијата, што мене ова ми е одмор. Правам муабет со вас, тука некои работи креирам, после ќе одам во казиното, имам као еден кафич, таму си седам и ќе креирам нешто, ќе правам, ќе работам телефонот, као јас сум навистина среќен сега, не ми треба одмор 10 дена, ја ходам да патувам некаде, тоа ќе биде можеби пола одмор, пола плежер, пола бизнес, нешто ќе одам за да научам нешто или да соработам нешто, соработувам со некој нешто ќе биде од некоја поголема причина отколку 10 дена да ги утепам ја на одмор во Грција или кај било, да не правам ништо на плажа као брат, на одмор сум сега, као пушење, о што бегаш ти, о што се одмараш, што ти било толку тешко. Ја и кога работам цело време, и сега кога работам, јас сум навистина среќен, мене ова ми исполнува. Не можам на одмор да седам, многу пати ми било досадно, кога сум одел на одмор, као онака ништо нема што да правам, мене ми е стварно досадно, морам нешто да чепкам, да работам, ти не можеш да престанеш да работиш и толку, мораш цело време да си активен, нешто да правиш цело време, да одмори малку, иди на плажа нешто и тоа е тоа, окей, пак работиш и пак ти живееш секој ден, ти не престануваш да живееш, па на одмори готово, као 10 дена ништо не постои, уживам. Некако ми нема поента, тоа некако ми е губење време, толку многу на одмор, како што реков, многу е добро кога се балансираат одмор со деловно патување, идеш да научиш, идеш бизнес нешто да купиш, да видиш нешто што ти користи во работава, да се надодградиш, онака. Стварно може да одиш во Италија, пример ако си писа мајстор, идеш во Италија да видиш како пицата ја прават таму, идеш таму на обука, идеш таму да видиш каков материјали користат состојки за писе, начин, процедура на готвење и така натаму. Тоа е да ќе ја видиш Италија, ќе ја шеташ, ќе ја правиш, но и ќе видиш, ќе ја работиш таму. Тоа многу некако ми се допаѓа тие блендин на тие две работи, така да размислете добро за ова. И одмори, такви пасивни одмори по 10 дена, по 3 пати, 5 пати, ми е некако too much, као ми е губење време. Океј, не знам кој број по ред ова, чекај, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да. Број 7 е дека треба да се дружиш со твоите роднини. Ова исто мислам се поврзува со тоа првото, дека треба да имаш повеќе пријатели. Како прво, ја роднините ги немам видено 100 години као, знаеш, ти ми се некако роднини одредени од моето со моето раѓање, нели крв, роднини, брат, сестра, што и да е. Не ни мораш да се дружиш со никој, ако не кеш. Не ни мораме да се дружим со кумови, не знам, кумашини, вакви такви. Ако они биле со моите родители, со моите баба и дедо, не значи дека треба ја да се дружам со нив. И некако некои се форсираат премногу роднини, леле, кумови, нешто добар, и зада имаме многу случаи во мојот живот кај што со родниниве се дружам, со кумовите, кумашини, не знам што. 95% од нив се вработени. Океј, немам ништо против вработените луѓе, не ме сваќате погрешно, меѓутоа немаше никаков фидбек тој однос, немаше не созревам, нели италијанска мафија, роднини, пријатели, тоа, извини, фамилија, прават нешто, работат цело време. Така ја дома, например, со мајка ми, со брат ми, па дури со татко ми, ние соработуваме, имаме као фарма во Македонија и ние сме роднини, да,
но и соработуваме и се дружиме и работиме заедно. Јуфки правиме, јајца, продаваме, кифли продаваме, торти, емисија снимав со мајка ми за готвење нешто, значи онака, тоа е за мене, тоа е за мене дружба, тоа е за мене можеме да се дружиме со луѓе со кои можам да соработувам и така натаму. Не ми требаат луѓе кои што ме прашуваат некои работи приватни за мојот живот, кои што морам да се дружим со нив, бидејќи сме роднини, а немам никаков фидбек од нив, немам не созревам, не растам со нив, не споделуваме нешто нови работи, они се некои вработени со тој некој стагниран мајндсет и као тоа понеделник до петок работа, леле босот на работа газдава бил лош со мене, овој го карал, овој го, мислам, те молам, онака си го свинам мојот мир повеќе и не ми требаат као луѓе без разлика кои се што би ме замарале или би ми сметале као. Океј, ова е број 8, веќе се приближуваме кон крајот на ова видео, број 8 е дека мама и тато се тука за тебе за се. Може некој ќе ме свати погрешно, да, они не сакаат нас како синови, ќерки, како и да е, дека родителиве се тука за нас секогаш, да, но има и друга страна на паричката, што значи дека не може они да бидат се за нас тука и никако, бар за во мојот случај, никако растев во некоја комфорт зона, каде што они се тука за мене, некако ми ги плаќаа сметките, не пера фалишта ништо, храната беше готова, ручекот не толку саат, се беше некако платено и некако они се тука за се, и како пријатели да ни слушаат и така натаму, но сметам дека има некоја граница кај што премногу од доброто не е добро. И некако као што растев, сватев дека и многу вака што ги имам видено некои луѓе, премногу потпаѓа под тоа влијание, дека тука се родителиве, дека си безбеден, не знам што, и се живот некако гравитираат околу нив и не ги пуштаа некако децава да пораснат, као да созрееш како човек, нека знаеш, и сметам дека треба од помали нозе да се осамостоиш како човек, да знаеш да переш алишта, да готвиш, да чистиш и така натаму, да си бидеш сам свој човек и да си живееш сам онака како што можеш да си правиш работи што сакаш да ги правиш, нели? Они се тука за нас, да, но не може да ни бидат и психолози, доктори, не знам што. Они се таа улога за нас, не сакаат светот, и они си имаат граница, и они се луѓе и треба и на нив да им дареме простор многу. Јас знам, мислам, многу сакавам што моите родители ги имам многу измалтретирано, дали за пари, дали за што имам некои муд свингови, што имам некои периоди во животот и се некако на нив им го ставив тој товар и некако сега кога се преселив тука и онака живеам сам сега и некако ги ослободив, ги гледам уживаат сега, па им уплатив дорад на едно патување сега и некако оддалеку вака, да ќе се видиме ние еднаш годишно или whatever, но многу некако нашиот однос станува порелаксиран сега, пошто и на нив им дарав право да бидат сами своји луѓе. Да, они сите родители на нас, но и они се луѓе, и они се како мене и тебе, они се нормални луѓе со своји потреби, они имаат потреби, дека они имаат работа не е само да ни бидат нас слуги родители цело време да трчаат по нас, не знам што, туку треба и ние да им вратиме малку на нив, знаеш, онака и да им помогнеме некад и финансиски ако треба или на било кој начин и ние да им вратиме за тоа што они го направиле за нас, нели? Некои луѓе ќе речат, родителите да ја платиле свадбата, они ни давале пари, они се тука за нас све, а ние да им вратиме, каде е другава страна? Што сме ние паразити, не можеме да мрдаме? Не, ние имаме расен озев, фала Богу, ние сме возрастни луѓе и ние може да им вратиме на нив. Дали ќе ги слушаме, нека знам, со мајка ми сме правиле муабет, пример се враќаме од авион, не знам, од Амстердам сме биле на роденден, правев таму за неа, сакав да се помине убаво, знаеш, се грижам нека за нив, дали биле на забара, па дали им треба нешто, ќе закажам нешто, и онака си правиме муабет за низиниот живот, јас се ваќам дека не ја познавам многу, онака, знам дека ми ја мајка, да, ама не ја познавам многу таа жена, знаеш, онака, кога правим муабет со неа и ја прашував за низините роднини, низиното детство во село како живеела и така натаму, и онака сваќам дека има цела историја нејзина и дека низините стравови, сваќање како човек и така натаму, интересно онака да се знае дека тој однос треба да биде обостран, да они се тука за нас, ама и ние сме тука за нив. Така да тоа е многу она што го сватив дека треба тој однос да биде пообостран отколку некој што мисла дека родителиве им се слуги и дека треба тој power balance малку да биде обостран.
А иначе ми се допаѓа вака што можам да се изборувам, као осеќам као да има човек на место камерава и као правам моите и многу е некако ослободувачки, онака ќе го монтирам видеова као многу basic катови, толку као многу е топ. Океј, продолжуваме со број 9. Лага број 9 дека треба да јадеш одредена храна како млеко, месо и така натаму. Мене сега се ваќам дека според моите најнови потреби за храна, мојата храна сега и таа што ја јадеме заедно сите дома 5 души, јас, сестра ми, брат ми, татко ми, мајка ми, некако не била баш најдобра, као месо, протеини, сол, шекер, мармалади, тоа премногу некако лошо да речем, дека не мора да јадеш месо. Знам една другарка ми кажа као незините керки во школа во градинка Ликаја, дека она е вегетаријанка и нели им рекла на нив као демек децата не јадат месо, дали ќе имате некои вегетаријански опции. И овие готово, овие стародиви од Југославија, леле колку тие ги уопште не можам да ги смислам. Као леле, што сте вие некоја секта, како смие детето да не јаде месо? Ало, во кој век живеете вие, луѓе? Знаеш, онака, не можеш сите да јадем иста храна. Јас се сеќавам дома кога јадевме порано, ќе ми се подуеше стомаков, леле, онака као болки. У тоалет му морал запек со мимо со денови, не можам у тоалет, убаво шујано, не можам веќе готово. И се ваќам дека не мора секој да јаде месо. И знам кога станав еднаш веган, сега сум као полувегетаријанец, леле, веган, што ти е да не нешто ти е, да не си секта некоја да не си влегол или што ти е на тебе као млеко. Па не знам дали знаете, млекото, утвари овака што гледам сега, што истражувам, млекото всушност многу е лошо, ние сме лактоз интолерант повеќето луѓе. Млекото не е за нас животинското млеко, нели? И некако многу сме излажени од светот, па и нашите родители некако биле излажени од корпорации, од тие млекари што пуштале реклами, така натаму пропаганда и некако треба да се преиспитаме која храна нас ни одговара како возрасти, дека млеко, јајца, појма немам, не мора да јадеш ако не ти одговара денеска. Онака секој си има посебна диета, дури сопругата или девојката или сопругот, дечкото во тебе, детето, сите имаат некоја посебна храна. Да, знам дека е тешко да се готви толку многу јадење за повеќе луѓе, а ме прашате бодибилдер или некој што има некој посебен режим, сите треба посебно да јаде. Мене ми треба велка, на некој му треба тоа, ја не смеам да јадам сол повеќе од 2 грама дневно. Некој може да јаде. Секој си е посебен, така да сметам дека тоа е една голема лага, дека треба да јадеш млеко, месо и така натаму. Океј, ова е за крај, број 10 е дека секој биде како што треба и секој си дојде на свое место. Ја не сум видел, не знам ова дали е балкански или поима немам менталитет, тоа е толку пасивно, не знам кој го измислил ова, дека секој си биде како што треба и секој си дојде на свое место. Кога ќе дојде тоа на свое место? Премногу ми е пасивно некако ова, као кога ќе дојде, што ќе биде како ќе треба, како ќе биде тоа како ќе треба. Треба ние самите тоа да го направиме, самите акција. Не можеме да бидеме само пасивни, чекај како ќе си дојде све, женска или дечко ќе си дојде, све ќе си видиш, ќе си се нареди таа работа, оваа работа ќе си дојде. Ти ако самиот не си активен, ако секој ден не правиш нешто што те приближува кон таа цел, како може нешто да ти дојде ти? Ајде да ти видам, значи, знаете ли зашто го зборам ова? Поминав многу години, ги изгубив многу години седејќи дома, некоја таква депресија, таков период ме фати, дома седев и као мирно се ќе дојде окей, се ќе биде као што треба, гледај телевизија, се дебелив, ништо не доаѓа. Ништо не доаѓа ако секој ден не го правиш тоа што треба да го правиш. Се имаме на табла бела, само ги се гледа, еве. Се пишувам на неа, планови, кога, како, што, моето здравје се провери, крв му крача, тогаш е се како што треба. Кога знаеш што е како што треба, не може ти пасивен или ќе рече некој, брат, ја немам планови за животот, као што ќе биде, нека биде. Знаеш зашто го рекле тоа? Пошто они пробале еднаш нешто да прават, не им успеало првиот пат, место да заобиколат, да се обидат пак од... Има, знаеш како? Има илјада пати што да стигнеш до една цел, нели?
И уви се откажале на тој првиот пат. Као брат, нема се да планираш, ништо не искаче како што треба. Тоа се големи лаги, тоа го кажале луѓе што се многу пасивни. Ја ви уверувам дека се може да се направи ако одиш по планот. Не треба некоја мистика тука, не знам, леле, секако што треба, готово, вистинскиот момент, вистинското време, акција. Одиш напред, акција, секој ден, акција. Затоа некои луѓе им треба да успеат многу време или никогаш, а некој па многу кратко време па што знаат што прават, одат напред, акција. Тоа ми се свиѓа во овој вестерн свет, каде што се оди на акција, се работи, одма се прави тоа и многу брзо се одвиваат работиве. Бам, бум, бам, бум, пошта праќаш, пап, линк, мејл прекем, пап, ми враќаат одма, брат, нема што да ја чекам 100 години ќе биде како што треба, или леј, ќе си дојде на место, ќе видиш, ќе биде се како што треба. Кога е тоа? Не паѓате на тоа влијание, многу голема лага е тоа, така да, Океј, ова беше доста интензивна сесија на YouTube, ја имам многу енергија, како што забележавте, најверојатно ослабев многу и некако ми се врати енергија, имам или да суплементи пием, се хранам дома здраво и ќе зборам за многу интересни теми што ги сфатив во овие 6 месеци и веќе ме ги споделам и онака сесијава ми беше топ. Се осеќам многу добро, онака имам убав поглед, зборам со вас, сега го аплодирам видеото што малку баш сум среќен што се враќам после толку време и се надевам дека зборев онака полека разбирливо, пошто некад знам да се возбудам многу и као да брзам и ќе ми простите вие, пошто знаете дека не го правам тоа злонамерно или whatever. Да, фала ви што бевте со мене, што одвоивте толку време да го изгледате ова видео и ќе дојдам со нови теми понатаму и се надевам дека ќе продолжите да ме гледате, да стиснете некој лайк, subscribe или да коментирате, па се слушаме и се гледаме народно видео. Чао!